Ја, сите сте ми преку тасе, СДС и ефтова се. Белгари, иното гиши, сите Сашо ќе ва реши. Бугари, мислите на мачката и егајле глувците шо мислат за неа? А? Дали мислите дека на мачката и егајле? Сатоа можете да продолжите да плачете, као што си плачете за све. Ко се упрашање на македонците, вие генерално си плачете, си се жалите. Ваше е да плачете, ние да не ви удоволиме на тоа зашто вие плачете. Много е просто. Сте запнале Абе, турска серија, бугарска продукција. Или турска серија, бугарски глумци. Со ова со онаа што направи сообраќајка со смртни последици у Македонија. Како се викаше, небитно. Да ве прашам, дали некој македонски граѓанин, ако кај вас направеше кривично дело, вие ќе му го дадевте пасошот и ќе му речевте оди сега ти во Македонија, кој ќе доеш на судење да те обезбедиме као обвинет, ќе дојдеш, ќе те викнеме и ќе дојдеш. Дали тоа никој ќе направите? Дали е така кај вас судската пракса? Некој што обвине за кривично дело, да го му дадете пасош, ако е странец, да се врати у земјата кај што живее, па после да го викате на рочиште. А? Какви патетични ликови сте, тоа е нешто неверојатно. Особено некој да направи кривично дело кај е странец, вие да му дадете пасош да се врати во својата матична земја, која што не прави екстрадиција, која што не испорачува своји граѓани. Дали тоа би го направиле? А? Реторичко прашање. Не е така? Е па истата работа. Вие сте земја која што не ги екстрадира своите граѓани, објаснете ми една причина зошто судот би го вратил пасошот на обвинетата за да се врати кај вас ако вие не испорачувате после тоа ваши граѓани. Како судот да обезбеди обвината за сообраќајка со смртни последици. Значи, ако се покаже дека е крива, треба да лежи затвор овде по нашите закони, по сите закони. А? Што требало да се лечи у Бугарија, кого го лжете вие тие работи? Кого го замајувате со тие работи? Демек у Бугарија да се лечел. Зашто Бугарија, ако тука има доктори, што можат да ја обезбедат соодветно лекување за она што е она повреден, вие ако осеќате губи после сообраќајката. Ама само да се плачело, така? Да се ругаат македонците, да се прават вакви, онакви, недемократски, насилни, пошто сте вие бајчиња, вие сте свечки за мирисање. Вие на мравка не сте сгазиле. Особено не сте сгазиле на мравка у последниве 100 години. Така? Па уште од тамо, па тоа парламентарци, па се јавуваат, па трт, мрт, па ајде, па тоа македонските судови, па ова, па она, па не знам што, па државата, па нашата гражданка. Јебете се, јебете се. Оваа држава нема да се претвара у баши бозук само затоа што вие го сакате тоа, или само затоа што на вас ви кефнало на курот. Па демек сега, ајде, Европски унија, гледате какви се, мислам, на секој нормален човек му е јасно што вие барате. И зошто го барате тоа што го барате. Нема шанси. Ке си биде судена овде, ако се утврди вина, ке си одговара, ке си лежи затвор. Толку е. Не знам што очекувате друго. Не знам кој очекувате да ви помогне у случајов. Кое правно лице е од Европска унија? Некој појма нема. Ова или од суд за човекови прави? Кој е таа будала која што ќе ви излезе у пресред? Сите тие што би се помислиле тоа да го направат ради ова или она работа, мислам ќе знаат дека истиот момент ќе се избрукаат. Ке си ја стават професијата под нозе, ако се правници, адвокати, суди, итн. Кој ќе ве поддржи друг за таа работа? Какво лекување у Бугарија, какво враќање пасош бе? Нема вие сме Јурија да ја правите држава. Под ваша закана принуда пак ултиматум да пуштиме обвинет што е за тешка сообраќајка. Особено што има индици или ова или она дека може да се покаже тој обвинет дека е навистина виновен за таа работа. Не замајавајте. Приказни за мали деца и за мали бугарчиња што веруваат у тие приказни. Fuck off. За она што го добивате секојдневно од нас, као изрази на љубов, прашајте се зошто е тоа така.
Прашајте се, уствари вие многу добро знаете зашто е тоа така. Така што сите ваши организирани напади кон поединци у Македонија или кон државата, значи не ги ставаме на онаа работа, како да ви кажам. Совршено не интересира. Ни вашите тези, ни вашите исторически факти, ни вашите небулози, ни вашите ултиматуми, ни вашите барања, совршено не интересира. Совршено. Пошто вие, се додека не се соочите дека сте фашизоидна држава, со фашизоиден менталитет, со фашизоидна надворешна политика, особено кон соседите, џабе ние ќе разговараме, џабе било што ќе ви објаснуваме. Затоа кажав пред извесно време, нема што со вас ние да се докажуваме. Нема. Не постои никаква причина, никаков мотив немаме со вас да се докажуваме. И затоа мене лично, ако ме прашаат, ја би ги прекинал сите контакти со вас, сите можни меѓународни дипломатски односи. Тотално. Немам што да разговарам ја со вас, ако сум примерно член на држава, на која тема ние ќе се најдеме. Не можеме да се најдеме. Затоа што вие у нас не гледате ниту сосед, ниту партнер, ниту страна за преговарање, ниту ништо. Вие од нас очекувате преку ноќ да потпишеме, да прифатиме се она што вие тврдите дека сме. Само така. Ево вам гана. Ќе попричекате уште неколку стотина години на тоа. Само да не биде обратно еден ден. Да не почнете вие македонци да се пишуете. Да не се вратите на корените. Не се знае. Светот е колце, викаат прилепчани. Прашајте ги, ќе ви објаснат што значи тоа светот е колце. Вие ќе дојдете на нашето еден ден. Кога тогаш? Вака или онака, вие ќе дојдете на нашето. Црногорците викаат, прашајте ги црногорците. Сега ако ви влезат унијата, партнери ќе бидете. Кидете кај црногорците, кога ќе ви станат партнери унијата и ќе ги прашате, шо ви значи бе тја изрека или како викате на бугарски, шо ви значи таа ником nije сијала до зоре? Ќе ви објаснат што значи. Само додека влезе и Црна Гора во ЕУ, мислам дека у моментот кога ќе ви објаснуваат, касно ќе биде за вас. Тоа што ќе ви го објаснат, за да го сватите што значи тоа ником nije сијала до зоре. Нема ни на вас. Ама 100% сме сигурни. Ќе си го попиете, ќе го изедете еден ден ко поп сарма. Само така да знаете. И нема ништо ново да биде за нас, за вас. За вас историјата ќе се повторува само. Секоја ароганција, секоја чувство на моќ, секоја вообразеност дека сте многу силни, најсилни, дека се ви се може, скапо сте ја платиле. Многу скапо. Ќе ја платите овој пат. Кога? Тогаш. Мислите дека многу големи фраери сте, ако ние изродени глуперди што се пишале за бугари, што зеле бугарски пасош кој им тежи обвинение врз глава, кога се тука најобични маргиналци, неспособни ништо од животот да направат, па решиле да ви земат бугарски пасош или да ви вршат пропаганда у Македонија за да ви зимаат пари, пошто им се виделе сладки тие пари од вас. Мислите дека со тоа што нешто покажуете кон нив некој тип на еве каква држава се застануваме за нашите граждани, дека сте многу големи фраери? Не сте бе. Со таквите нема далеку да стигнете. Тој за пари или под обвинение што решил преку ноќ да стане бугарин или бугар. Што очекувате од него? Дека некоја корист ќе видите од таквиот човек? Не. Од изрод и предавник може само штета да доживеете. Пошто тој утре ќе ве предаде за некој трет, што му дава поише. Така е тоа во животот. Немојте многу да се подпирате на тие изроди. Немојте. Немојте. Болje на некој ваков ко мене да се подпрете бугари, некој што ви каже директно лице, него кон таква некоја пичкетина, што преку ноќ се изродила и преку ноќ сватила дека има български происход. Од нив ќе го јадете, највише. А мене треба да ме сакат или ваквите, ко мене у фаца што ви плескаат. Треба да не славите, да не фалите сегде. Шо е ова све? Бамбара, бумбара, најлошо. Не бе, треба да сте вие мило, срекни да сте што имате вакви ко мене непријатели. И слични на мене, што ви пишуваат, што ви кажуваат у лице.
Треба да сте среќни. Нас треба да не сакате, да не викнете на гостина. На Варна да не пратите, на морето, на златните пјасци. Без уцени да ни понудите, појме немам, 3 месеци одмор, all inclusive, у руски хотел, некој на златните пјасци, у руски хотел. Ама не се уцени, не, да ви се пишам, не, од поштовање кон непријателот. Овој ни е добар непријател, докажан, има да го почерпиме еден одмор на златните пјасци, у руски хотел, А категорија, all inclusive. Дивец за доручек кај што служат. Похована бугарска мечка. Таков некој, за доручек тоа, за ручек вечера не правиме муавет. Така треба. А не, све, не, кај цвикаме малце, ајде цвикајте. Цвикајте бе слободно. Цвикајте. Клеветете не, тужете се на нас, ругајте не. Кур ќе влезете у уставот. Нема да влезете у уставот. Ви го кажав тој и пред неколку години. На еден ваш таков бугареш, у емисија му го кажав. Пред цела аудиторија. СДС бе уште на власт, му го кажав улица на тој, како се викаше, Добри ли, Мобри, како се викаше. И со смешак ме гледаше вака. Вака му реков, нема да влезете у устав. Никад, така му реков на телевизија. И нема да влезете. Мора малце да некој работи да смените у приставно. Треба поише да го сакате својот непријател од тие изродени кукавици, што за корист со вас подпишале дека се бугари. За пари или да ги штитите од обвиненија. Не мислев сега на девојче ова, че обвинение треба да се докаже, ама да. И незиното треба да. Мислев и на други некои, што има. Кога добива обвиненија од Македонија, зимаа бугарски пасоши. Па вие ги им дававте закрила. Ги штитите со тоа, да ме гледале како се Македонија, български гражданин да малце потешко позеване. Море да ви... Може ќе сватите, а ние постепено ќе станеме држава за почит. И у тоа може да бидете сигурни. Постепено Македонија ќе стане држава за почит. А со ваквите потези, дури еден суд наш, едно правосудство наше, што има големи проблеми, сериозни проблеми, со ваков однос го терате да суди по книга и да ги почитува правилата. Затоа што сваќа дека не смее, дека ако постапи по вашата уцена или ултиматум, или вашето цвикање, самите ќе се пукаат, самите ќе се понижат. Самите ќе бидат за подсмев. Не само пред граѓаните на Македонија, пред цел свет ќе бидат за подсмев. Бугарија побарала обвината за предизвикување сообраќајка со тешки смртни последици. Бугарија побарала пасошот да се врати, судството и го вратило пасошот, ја пуштило у Бугарија да се врати у земјата кај што она има државјанство и која што не ја испорачува, значи нема екстрадиција за незини граѓани ако се осудени у друга земја. Ево вам го на. И тој филм нема да го гледате. Судењето ќе се биде овде и ќе биде фер и поштено и ќе се докаже дали е виновна или не. Ако е виновна, ќе оди у затвор, цвикале вие или не. А да ви кажам од друга страна па, многу бе убаво цвикате. Да му е мерак на човек да ве слуша и да ве гледа. Многу убаво цвикате. Ја вакво цвикање не мислам дека ние на друга земја у Европска унија не цвика како ова, освен грците. Ама реков, вие со грците сте едно. Вие као двојајчани близнаци сте, иста мајка ве родила на 5 минути разлика. Неверојатно. Колку сте слични. Вас и грциве да ве стават у една просторија 5 минути, ќе се исколете меѓу себе и да ве затворат. Не 5 минути, 3 дена. Да ви речат 3 дена сте заедно у собава, нема искачање. Ќе се исколете меѓу себе. Јеби га, лошо семе да му ебеш матер. Шо да кажам друго? Лошо семе. Така што па и не знам дали баш сакам да ме сакате или понатаму да ме мразите. Оти кога ме мразите, многу цвикате. А ја многу сакам да ве слушам кога цвикате. Многу. Циу, 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 Европска унија, циу, циу, македонциве, циу, 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 овој, циу, циу. Циу, циу, туп имаш на крајот. Или, циу, циу, туп,
од јапонски, од кинески преведено на македонски е птиците умираат пејки. Циу, циу, туп. Вие сте тие што цивкате, ко врапчиња крај туп. Циу, циу, туп. Да. На сербски би дошло птице умиру певајуче. По-поетски звучи. Знаете, ние со србите сме така блиски, многу си ги сакаме. И вистина, птиците умираат пејки, птице умиру певајучи. Добро, тука е. Тука и на македонски убаво звучи, и на српски. Сега спрашање на вкусови, може да гласаме за ова. На кој јазик звучи боле преведено циу циу туп од кинески? Дали на сербски или на македонски? А како е на бугарски, ме интересира циу циу туп? На български, нека пише некој у коментари на български како би се превело, птиците умираат пејки. Или на сербски, птице умиру певајучи. Бугари, поези. Ајде да видиме на бугарски како е, Само вие свилете и понатаму. И ќе добиете. Знаете шо.